2 miliona građana Srbije je glasalo za Aleksandra Vučića. Српскиот премиер Александар Вучик уште во првиот круг од гласањето е избран за нов претседател на земјата. Според последните податоци, за него се изјасниле 55,2% од гласачите. Втори опозицијскиот кандидат Саша Јанковиќ со 16,1% и изненадувањето на изборите, сатиричниот кандидат Лука Максимовиќ алијас Љубиша Прелетачевиќ Бели на третото место со 9,4%. Во обраќањето по победата, новиот претседател дочекан со трубачи и поздравен со композицијата Маршот на Дрина. Рече дека е важно тоа што победата е чиста како солза, а разликата не е мала. Уште еднаш нагласувајќи дека геополитичката рамнотежа на Србија нема да се смени. За мене е важно да кажем За мене е важно тоа што изборите покажаа дека големо мнозинство од српските граѓани се залагаат да продолжиме по европскиот пат, истовремено одржувајќи блиски врски со Кина и со Русија. Вучик ќе ја преземе главно церемонијалната функција на крајот на мај, но аналитичарите очекуваат да ја одржи де факто моќта како лидер на владеачките прогресивци и поддржувајќи свој близок сојузник за премиер на Србија, најверојатно министерот за надворешни, прв потпредседател на владата и лидер на социјалистите Ивица Дачик. Во меѓувреме, уште еден кандидат прогласи изборна победа, сатиричарот Лука Максимовиќ алијас Љубиша Прелетачевиќ Бели. Тој се најде на третото место со над 9%, собирајќи и гласовите од србите разочарани од политичката класа во земјата, на големо славејќи во штабот на движењето Неа ни проба сармата. Фала на сите што гласаа за мене. Победив и освоив 67,97% од гласовите. Опозицијскиот кандидат Саша Јанковиќ пак, како што призна и самиот, необично, но и тој прогласи победа на пристојноста, на прекрасни луѓе, на вредности и на Србија која веќе не е иста. Порача дека во услови на фер кампања во однос на медиумите и финансиите, тој прв би му ја честитал победата на Вучич, но дека во моментов само може да им честите на учесниците во трката, која трае и ќе трае како политички процес кој внел нов оптимизам во Србија.